Нашата соговорничка го има има најубавата тезга. Од 7 часот секој утро Лилијана Ристич доаѓа на својата тезга и го мести ова што може да го видиме сите ние. Значи се е уредно наместено, цените се тие и токму за нив ќе зборуваме, нели? Вчера додека се подготвувавме или се договаравме за ова линковско вклучување ми кажа некои работи што би сакала да ни ги каже и на сите, нели, на гледачите па и на нас сите, да знаеме зошто е толку скапо нешто кога ни се чини скапо и доаѓаме на тезга. Добро утро. Добро утро. Од 7 часот се мести ова се, така? Да, секој утро. Секој утро. И сега си има посебно место секој дел од? Секој дел, секој артикл си има посебно место, се класира робата, која е втора класа, која е прва класа. Прва класа една цена, втора класа друга цена и тоа е тоа. Секој ден. Втора класа краставици нема? Нема во моментот, да. Кај краставиците застануваме заради тоа што тие, како велат, се иду некаде 290, овде се 250, така? 250, наша македонска краставичка, 99% продаваме затоа што е неквалитетно и цената е 250 во моментот. Значи искрено, оваа година е најскапа, другите години достигнувала некаде до 180-200. Меѓутоа си има зошто тоа е така. Зошто е тоа така, Лилјана? Тоа е така затоа што оваа година, значи нафтата и сите други деривати се поскапени неколку пати, струјата исто е поскапена од нова година, а за да се произведе крставичка во овој период од годината, потребно е многу нешта, например затоплување, затоа што температурите се ниски, си има и други трошкови препарати, семиња и сега јас не знам да набројувам толку за производството како тече и се си влече тоа да е крставичката поскапа. Мислам и е нормално овој период од годината да е таа цена. И сега оваа година, заради тоа што сите нешта се поскапеа, оди и таа до бескрај, така? Нели? Како велите вие, нема да застане овде, како вие ги знаете или можеме да зборуваме за цени. Мислиме дека ќе продолжи да поскапуваат сите производства? Мислам, не, значи конкретно за крставичката не може повеќе да се качи, таа е цената. Набавната цена е висока од кој што ја набавуваме, затоа и ние кај нас е таа цена. Дури може да се најде по маркетите и поскапа. Нашата, мислам, македонската е најквалитетна, кочанска е крставичката. Тоа е тоа. Значи, во моментот не се троши многу, ние ја носиме колку ете да имаме за некои муштери што си сакаат да си земат крставичка, многу малку се троши, меѓутоа да имаме како артикл. Како стојат цените со другите артикли? Дали и тие се зголемија во овој период? Значи, тоа е нормално. Секоја година температурите во овој период се ниски, тоа е нормално да се цените качени. Некои производи, сега да не кажам 30% се увозни, е нормално да се повисоки цените, например тиквичката, модриот патличан, пиперката исто зелена, црвена е увозна и достигнаа максимум високи цени 250 денари кило. А нашите производи македонски се тука некаде цените, како секоја друга година. Сега, кога зборувавме вчера, вие ми рековте, па добро, што сме се запнале кај крставиците, дали мора да биде крставица на оброк во сред зима, така, да биде тоа нешто? Точно, нема потреба. Значи, нашите мајки, нашите бабини да јаделе сигурно крставица зимскиот период, тогаш може и не се ни произведувала. Меѓутоа, не знам на муштериите што име, не се троши многу, ама тие што ќе прашаат за цена се изненадени. Значи, не треба тоа да е така. Не мора да јадеме крставица во јануари, во февруари. Крставицата е, сезона е да се јаде летно време, кога се произведува кај нас и тогаш е најздрава да се јаде. Сега во овој период не знам колку е здрава да се јаде, меѓутоа од иштафете некогаш човек сака да си дозволи да си купи. Што можеме да јадеме? Еве, што ни препорачувате? Вчера ми кажавте еден убав рецепт со прас. Значи, прас може да си земеме, маслинки да си земеме и за 100 денари ќе си направиме салата топ, што е многу поздрава од крставичката да се јаде. Цвекло имаме, морков имаме, зелка имаме и пролетна и есенска, кој какво му се можностите, таква ќе си купи. Друго за салата во моментот тоа. Нешто зимница. Имаме се нешто за супа, така? За супа имаме многу убави работи. Уште имаме наш карфиол, наша брокула македонска производство, што се убави многу здрави. Целер, пашканат, блитвата е многу убава. Поздрави работи 100 пати него крставичката да се јаде. Зборувавме дека има и еден тип, јас не сум видела, ама еве сега прв пат гледам дека има не само, како се вика ова зелената салата, не само марула, туку има и некаква друга путар марула. Да.
Значи таа е исто марула како другата, меѓутоа вкусот ја има некој специфичен и е помазен листот, помека е. А оваа другата е покрцкава, обичната марула. И која е за вас побава во салата? Па тоа си се ствар на вкус, да, кој каква си сака, марула си е марула, исто. И сега, кога вика споминавме карфиол, споминавме морковчиња и така натаму, се сеќавам на времето дека сите јадевме во овој зимски период, нели она руска салата како велат во така. оние буцички, како се велат од 5 килограми, од 10 килограми кој колку милува. Тегла било како. Значи, тоа кој си направил на време, есента кога имаше корнишони, кога имаше поевтин карфиол, сега е малку поскап карфиолот, тоа е најубава зимница, најубава салата во моментот. А крставичката мислам дека не е толку нити здрава да се јаде во овој период. Затоа што нашите баби, мајки и други не јаделе крставичка сигурно во овој период. Така е, да. Не знам дали заради камерата некој ќе застане да видиме каква е реакцијата, но каква е реакцијата на луѓето кога ги слушнат цените, особено на крставицата? Значи многу лоша, не напаѓаат нас као ние да сме криви, меѓутоа ние сме најмалку виновни. Ние ставаме заработувачка исто и на крставичката кога е набавна 200 и кога е 150 и кога е 100. Цената на крставичката тука во малопродажба зависи од набавната цена. Значи нас не е висока набавната цена. Мора и ние да ставиме некој процент за да се покриеме со трошковите. Плаќаме тезги, плаќаме паркинзи, стоиме тука на ладно цел ден и тоа е тоа. Реакциите се лоши. Не напаѓаат муштериите, вакви сте, такви сте. Вие сте криви. Ние сме криви, а ние сме најмалку криви и тоа е тоа. На некого ќе му објаснуваме, на некого не и така. Ама сите зборуваат дека имате една од најубавите тезги. Па да, се гледа од приложеното, се трудиме, да, секоја работа што се работи со мерак, да, има резултати. Сега, околу ова ладнова, 20 години на тезга, ама вие велите не ви е ладно. Како се стигнува ова? Така, ќе ти е ладно, па после ќе се навикнеш? Па мислам дека е така, се облекуваме многу, кога е многу ладно, например минус 7-8, кога робата не трпи, тогаш не доаѓаме, а иначе се е навика во животот. Се облекуваме и си доаѓаме, работиме најнормално. Треба и секој... Затоа што немаме друга екзистенција, тука живееме и мора да дојдеме. И јас и сопругот. И сега, што облекувате се на вас за да ви биде топло? Се. Што имаш дома? Цел регал. Се облекуваме топло. Хеланки, тренерки, горе 2 јакни, чизми, јаки и така. Има оние електрични некои такви, не знам. Не сме ги пробате уште тие. Тие треба да си ги земете. Треба, да. Да, добро, јас сакав со некого вака да споделиме, да ни каже некој од муштериите, ама еве, никој нема да... Уште е рано, така? Рано, да, затоа уште нема муштери. Тука после 10 и пол почнува движење да има. Иначе од сабале многу ретко се случува. Добро. Сега, што да ви кажеме, освен да ви посакаме да останат барем вакви цениве, да нема поскапување, ајде им кажеме на сите, па не е и толку убава крставицата во овој период од година. Нормално. Има многу поприродни побави работи сега да се јадат, отколку крставицата. Крставицата е период летоска, тогаш ќе ја јадеме и тогаш е поевтина. И повкусна. И поздрава. И поздрава. Веројатно, да. Тогаш одиме на следниот рецепт. Нели, рецепт на денот имаме ние во 10:30, ама еве во 9 и некоја минута одиме со нашиот утрински рецепт на Лилјана Ристич. Значи, ќе си земате прас, па ќе си земате малку маслинки и што друго беше? Солца, маслиново масло и јас си правам со балсамико. Ми е многу убава салатата и многу здрава, убаво. Празот е многу здрав да се јаде. Супер. Ние немаме навика за таква, сакаме да бидеме други, ама тоа сме си тоа ние, македонци. Секако ви благодарам за ова споделено искуство.